Почитувани гости, почитувани представници на медиумите, почитувани соговорници, ви благодарам за одвоеното време и присуство на денешната пресконференција на SOS линијата Ало Бушовко, линија за поддршка на деца и млади при првата детска амбасада Меѓаши. Пред да започнеме со презентација на новодите од извештајот за 2025 година, би сакал да представам неколку од клучните постигнувања за 2025 година на линијата Ало Бушовко. Ќе започнам хронолошки со почетокот на 2025 година. Влеговме со имплементација на проектот МКСИФнет, кој беше од огромно значење за развојот на линијата Ало Бушовко. Овој проект придонесе конкурирање на првиот национален центар за побезбеден интернет во државата, каде што SOS линијата Ало Бушовко представува сервис за давање поддршка на деца и млади кои се соочуваат со предизвици во интернет просторот. Преку овој проект исто така беа зајакнати капацитетите на линијата, преку ангажирање на 4 оператори на линијата, изработена беше физибилити студија, која ги даде насоките за развој на линијата, исто така се изработи и план за одржливост. Дополнително беше изработен и протокол, преку кој се дадоа насоки како ќе треба да се известува во ситуации кога ќе се добијат материјали со сексуална злоупотреба на деца, СИСА материјали. Во однос на најголемото постигнување за 2025 година би го истакнал хармонизирањето на линијата со европскиот број 116111. Ова беа повеќе годишни напори на линијата и конечно 2025 успеавме да го постигнеме и тоа како цел. Бројот беше доделен од Агенцијата за електронски комуникации, инаку техничките функционалности беа овозможени од факултетот Финки, додека достапноста на линијата е овозможена благодарение на телекомуникацијскиот оператор А1 Македонија. Како исто така многу важна активност на линијата беше пристапувањето кон платформата Better Internet for Kids, тоа е мрежа на SOS линии од европските земји, каде што може да се следат редовите на интернет злоупотреби и ризици и да се споделат искуства од повеќе SOS линии во Европа. Исто така линијата продолжи со своето членство во ECPAT International мрежата и исто така со членството во Child Helpline International. Со почеток на декември месец 2025 година започна имплементацијата на проектот Безбеден интернет простор за деца и млади, каде што во соработка со партнерската организација Импетус се работи на зајакнување и понатамошна поддршка на децата кои се соочуваат со проблеми и предизвици во интернет просторот. Инаку овој проект е поддржан од програмата Civica Mobilitas и швајцарската амбасада, што има голема улога во одржување на континуитетот во работењето на линијата Ало Бушовко. Предвидени се унапредување на функционалностите на веб страната на Ало Бушовко, каде што ќе се направи јасно разделување на улогите на двата броја. Моментално се активни и европскиот број 116111 и претходниот број кој беше редовно во употреба 07039062, иако и двата моментално се функционални. Важно е да се напомене дека 116111 ќе биде попрецизно наменет за потребите на децата и младите, додека 07039062 ќе биде наменет за следење на случаи кои имаат потреба од континуирана поддршка и понатамошно спроведување до институциите на државата каде што има потреба за одредени случаи. Дополнително би спомнал дека ќе се креира во рамките на овој проект и прирачник кој ќе даде поддршка во работата на операторите на линијата кои ќе стигнат во контакт со деца кои се соочуваат со ризици на интернет за поефикасна и побрза поддршка на истите. Ќе се креираат фокус групи кои ќе бидат креирани од родители, од млади, од представници на институции, каде што ќе се анализираат најгорливите проблеми во интернет просторот
И врз основа на одите од овие фокус групи, понатаму ќе продолжи кампања која ќе биде наменета, ќе биде презентирана на социјалните мрежи, наменета за децата, младите и за родителите во насока на презентација на ризиците на интернет и превенција на насилството и на други случаи и злоупотреби. Значи, на одитот извештајот на линијата за 2025 година ни укажува дека децата и младите не се во целост заштитени, дека има многу повеќе што да се направи и во однос од страна на семејството и во однос на институциите на државата, зашто треба поголема будност и следење на состојбата, следење на промените во однесувањето кај децата и младите со цел рана детекција и превенција на насилството. Би сакал сега да го предадам просторот на на колешката Мила Дамјановска, која во 2025 година беше оператор на линијата. Мила, повели. Благодарам. Сега јас имам честа да ги представам бројките од годишниот извештај од 2025 година на Ало Пушашко. Оваа година имавме вкупно 284 дојави, кои што беа примени по различни канали на комуникација. Телефонската линија повторно се потврди како линијата која што ги доби најголем број од дојавите, односно имаше 227 дојави на телефон, што беше тоа вкупно околу 80% од сите дојави кои што ги добивме. Интересно нешто кое што се случи оваа година е покачувањето на дојавите кои што ги добивме преку во текстуална форма, преку SMS пораки, односно 22 дојави и имейл со 15 дојави, додека на Вибер добивме 3,5% од дојавите. Во распространетоста со етничка припадност имаме исто така од повеќе етнички припадности, меѓутоа македонците преобладуваат со 72 дојави од македонци, потоа албанците се со 19, ромите со 11 и за 79 луѓе немаме познато од која националност се луѓе решиле дека не сакаат да ја откажат. Во врска со родовата застапеност, имаме речиси равномерна родова застапеност меѓу момчиња и девојчиња, односно момчињата имаат 108, односно 39%, девојчињата се 102 со 36%, додека за 68 од нив не го знаеме полот. Тоа во главно се тие кои што се преку имейл, Вибер или SMS, таму поради тоа што таму потешко може да се дознае исто колку не сакаат да го споделат. Во врска со возраста, најчеста група за која што се јавува беше 10 до 12 годишна возраст, односно 38 од децата беа на 10 до 12 години, потоа се 13 до 15 години со 33 дојави и од 7 до 9 години се 27 дојави. Како податок можам да го издвојам тоа што за мачките од 7 до 15 години најчесто се јавуваат нивните родители, додека девојчињата повеќе се јавуваат сами, меѓутоа беа на поголема возраст од 13 до 25 години. Тоа може да е одраз на тоа дека многу мачките се уште немаат можност да го зборуваат за своето ментално здравје, повеќе се грижат луѓето околу нив, ќе не се спремни да го искажат сето, додека девојчињата се научени дека полесно може да посегнат помош. Повеќето од повиците ги добивме од урбани средини и исто така секако како и секогаш имавме и деца кои што се од ранџеви групи, на кои што им даваме поддршка, од кои што 12 се деца кои што се член на етничко и расно малцинство, 6 се деца со попреченост и 3 се од ЛГБТQ заедницата. Сега да преминам на конкретно тоа зошто се јавиле овие деца, односно причините на дојава. Како главна причина за дојава беше менталното здравје. Тука беа 30% од дојавите, односно 83 дојави беа конкретно за ментално здравје. Тука спаѓаат повеќе работи, меѓутоа можам да ги истакнам најмногу страф и вознемиреност и самоубиствени мисли и обиди за самоубиство, кои што беа најчестите во оваа категорија и двете имаа по 19 случаи. Многу е загрижувачки што имавме 19 случаи за самоубиство, односно 19 деца кои што сакаат се јавиле или имајќи мисли или сакајќи или пробувајќи да си го одземат својот живот, кое што е навистина загрижувачки и е сериозен аларм за целото општество и укажува потреба од навремена реакција, континуирана поддршка и поголемо внимание кон психичката состојба на децата и младите. Многу е важно во
вакви случаи да интервенираат училиштата, родителите и луѓето кои што најчесто се со децата, бидејќи тие се првите кои што би можеле да ги препознаат знаците кога децата не се во ред. Секогаш има некој симптом од типот на не се однесува исто детето. Може да бидат да изгубат интерес за секојдневните активности, да се изолираат, да имаат страв, тага или да изразуваат безнадежност. Ова се најчесто првите знаци кои што би требало да ги препознаат возрастните околу нив и да интервенираат, да им дадат добар простор да може да си ги изразат своите проблеми, да можат да се искажат и да се чувствуваат безбедно да кажат што ги мачи. Потоа, втора категорија за која што најмногу се имаше дојави беше семејните односи, односно 64 дојави. Тука многу превладува односите со родители, односно 48 од овие се односи со родители. Тука всушност се подразбира дека родителите имале некој конфликт со нивните деца или многу често се остави родители кои што се во бракоразводна постапка и детето е некаде измеѓу оваа постапка, не знаат ни родителите како да се однесуваат за истото, не знаат ни децата како да постапат, бидејќи е нова ситуација која што може да биде многу стресна за детето, затоа е многу важно во овие постапки да не се занемари самото дете и како тоа се чувствува. Третата најчеста категорија е повреда. Повредата има 57 случаи, односно 21%. Тука можам да ги истакнам физичкото насилство како најчесто, односно 22 дојави биле за физичко насилство, занемарување, односно негриша е 9%, тука се 9 случаи. Тука се опфаќа тоа дека родителите не се грижат доволно за нивното дете кога плаче или кога не е окей, не му обрнуваат внимание. Се случува да се и деца кои што воопшто не им дава доволно за јадење или за пиење кога ќе го бараат истото. И третата категорија во повреди е булинг со 8 дојави. Овие бројки можеби не звучат многу, меѓутоа сепак се алармантни, бидејќи секој дете на кое што му е нанесена било каква повреда, сепак дете со повреда и не би требало да има ниедно. Потоа е категоријата пристапност со 39 дојави. Тука се сметаат пристапност до образование, пристапност до други социоекономски употреби и било какво нешто, било кое право на кое што детето му е гарантирано да не може да го добија. Потоа имаме во училишна средина со 18 случаи. Тука всушност паѓаат или проблеми со материјалот во училиштето, или односи со училишниот кадар, можеби наставник, директор и слично, или пак меѓу врснички односи меѓу децата во училиштето. Потоа на помалку број имаме случаи од дискриминација и ексклузија со 11 дојави, потоа физичко здравје 2 дојави и за сексуалност има 1 дојава. Тука најчесто спаѓаат прашања за својата сексуалност или децата не знаат што конкретно сакаат и како да постапат во семејството доколку имаат различна сексуалност од тоа што е вообичаено според стандардите во Македонија. За овие причини за дојава, првата детска амбасада на ЈЕШИ во склоп на Лобоша Патимот има преземено повеќе активности. Најголем дел, односно 52% со 152 препораки. Ова значи дека директно се дало совет на детето како да постапи понатака, се исклучило му се дало најчесто прва психолошка помош, односно што да направи во моментот и како да постапи во следна ситуација. На 22 дојави се препратени кон други организации кои што се релевантни. Тука спаѓаат организации кои што се за правна поддршка, организации кои што се насочени кон конкретни прашања кои што ги имале детето и тие ги разработуваат многу подлабоко од нас и можат да им помогнат во тој аспект. Потоа имаме директни интервенции кои што се 28. Тука се смета дека МЕГЕШИ како организација се јавила директно на некоја друга институција доколку било потребно и со така директно постапила во итна ситуација. Тука, например, спаѓаат најчесто тие кои што се со суицид. Потоа имаме упатување до надлежни органи за спроведување на законот, 19 дојави, упатување до институции за заштита на децата, 16 дојави, упатување до здравствени работници, 13 дојави, упатување до советници во училиштата, 6 дојави и во 3 случаи сме направиле некоја друга интервенција која што не спаѓа во овие категории. Тоа е се од мојата, така што Ти благодарам, Мила. Сега ќе имаме можност да проследиме една успешна приказна која ќе ни ја презентира Изабела Ивановска. Да, ова е пример за еден повик што го имав во
петка година. Станува збор за едно девојче која се јавува на SOS телефонот Ало Бушавка и кажува дека е многу загрижена бидејќи нејзин пријател и соученик често зборувал дека сака да се самоубија и дека има конкретен план за самоубиство истата ноќ. Од страна на операторката на Мегјаши, прво беше кажано дека девојчето треба да се обрати на возрасно лице кој е доверба. Тука зборувавме за на кого може да се обрати, дали е тоа родител или пак некој од училишната служба, наставник, училишен психолог, педагог и така натаму. Девојчето сподели дека ќе се обрати на нејзината мајка, но потоа добивме уште еден повик, каде што девојчето соопштува дека мајката воопшто не давала никаква поддршка во однос на планот за самоубиство на нејзиниот пријател и мајката исто така и кажала да не се меша. Пошто од страна на Мегјаши беше преземано целосен интервенцијски план, каде што веднаш случајот беше пријавен во полициската служба и потоа тие интервенира на терен и успеа да се спаси животот на малолетното лице. Со овој пример сакам да посочам на неколку работи. Прво и основно е тоа што станува збор за препознавање на знаци за самоубиство од страна на врсник, тоест друго малолетно лице. Во овој случај најсериозен знак за ризичен и опасен знак за самоубиство е самиот план за самоубиство на малолетното лице и тоа што девојчето го препознало овој знак и знаело дека треба да интервенира и покрај тоа што нејзиниот пријател и кажал да не споделува со никој, да ја крши довербата во цел да го спаси неговиот живот. И исто така, врсниците се тие што најчесто први дознаваат за обидите за самоубиство или самоубиствените мисли на нивните соученици и прекршувањето на довербата со цел да се спаси другарот, неоставањето на молчење е исто така огромна храброст и не сме да се дозволи да се молчи, да не се кажува за овие работи, бидејќи сепак станува збор за човечки живот. Потоа исто така сакам да нагласам дека ни е потребна, имаме огромна потреба за поддршка од страна на возрастните лица, особено родителите и училишните служби во овие случаи. Искрено, во самиот пример, реакцијата на мајката, која е возрастно лице, е навистина разочарувачка, бидејќи родителите треба да ги поддржат децата во овие моменти, треба да знаат како да постапат и да преземат одговорност. Децата не можат сами да се справат со овие ситуации, бидејќи не треба да дозволиме сами да се справуваат со овие ситуации, бидејќи се навистина тешки за нив. И родителите треба да се присутни и да знаат како да постапат и да знаат на кого да се обратат. Исто така родителите се пример за секој дете и самото тоа што и покажува на својата ќерка да не се вмешува ја следува за истото. И потоа за интервентната постапка сакам да нагласам дека многу е добро што имаше брза проценка на ризикот и од страна на самото девојче која се јави, а потоа и од операторките на Мегјаши, кој веднаш реагира и не беше целата ситуација сведена само на советувања, туку вложија напори да пријават до институција, т.е. полициската служба и преку дојавите што ги добивме на телефонот успеавме да спасиме нечев живот. Благодарам, Изабела. Да, ова е само еден од случаите на линијата. Секој случај има посебен пристап и третман со основа на потребите и операторите тоа соодветно го прават и на тој начин се даваат поддршка на тие кои се во потреба.
А сега ќе го предадам на просторот на колешката Јорданка Черепнатова, крајност. Благодарам, Жарко. Добар ден на сите и од мене. Многу ми е драго што децата не се заборавени, судејќи според бројот на присуството на медиумите. Би сакала малку со последниот пример на успешен случај добивме боја на извештајот. Извештајот не се само бројки, не е само анализа, зад тие бројки се реални животи. И би сакала уште еднаш да ве поканам да замислите едно дете. Да речеме девојче, кој што се вика Ана. Ана има 13 години, оди во училиште, има другарки, користи социјални мрежи, значи однадвор се е во ред, се е како било кое друго дете. Меѓутоа, една вечер, телефонот на Ана непрестајно добива пораки, типкања, звонења. Некој одлучил да направи група за Ана, без да ја консултира, и да дискутира за Ана. И Ана добива пораки, ти не си добра, подобро исчезни. И она што за некого представува шега, за Ана станува светот кој што не може да избега. Затоа што тоа не се случува само во училиште, тоа се случува и дома, се случува во незината соба, се случува во тишината и токму во тишината незините мисли стануваат погласни од било која порака. А Јана почнува, после долготрајно случување, почнува да се повлекува и се менува расположението. Го губи чувството за припадност. Полека се појавуваат страф и вознемиреност кај неа. Но, една ноќ, наместо да им пише порака на другарките, бира да се јави на линијата Ало Бушевко. И од другата страна некој ја слуша. Не ја прашува што не е во ред со тебе, ами вели кажи ми што ти се случува. И Ана почнува да зборува за прв пат. Приказната на Ана не е единствена. Како што слушнавме од бројките што ги кажа Мила, во 2025 284 деца и млади се обратиле на Ало Бушевко. И тоа не се само бројки, тоа се 284 моменти во кои што некое дете се почувствувало дека не може само. Без разлика дали се јавило во име на друго, дали се јавил родител, 284 деца почувствувале дека не можат да се справат сами. Најсилниот сигнал што го добиваме од извештајот, како што кажа и Мила, е дека нечестата причина заради која што се јавуваат е менталното здравје. Јас бев поканета како говорник на оваа пресконференција во улога на психолог. И не мислам дека менталното здравје треба да е грижа само на психолозите, треба да е грижа на секој човек. Тоа Мила рече дека се 83 случаи кои што се јавиле заради оваа причина. 83 случаи се 30% од вкупниот број дојави. Тоа значи дека секое трето дете што се јавило се бори со некоја внатрешна болка, се бори со страф, се бори со анксиозност, со вознемиреност, со нарушено расположение и оно што е најзагрижувачки, се бори и со опасни мисли насочени кон себе, со самоубиствени мисли, како што покажува и извештајот. Но што ни кажува ова? Дека децата не се само под стрес, дека не се во некоја минлива криза, напротив се преотоварени, се преплавени, тоа се сигнали на сериозна ранливост. И голем дел од овие сигнали се поврзани со она што го гледаме и во приказната на Ана, тоа е дигиталното насилство, значи малтретирање, насилство преку пораки во дигиталната сфера, и дигиталниот свет е паралелен свет во кој што сите ние живееме, вклучително и децата.
Тоа значи дека денешното дете не може да се исклучи насилството. Тоа живее во реалност каде што насилството не престанува во училиште, не се ограничува на еден простор и често се случува пред публика. Виртуелниот свет е отворен свет пред многу луѓе. И токму затоа психолошкиот ефект е посилен. Кога детето е изложено на онлайн понижување, не само што доживува напад, туку ја погуби чувството дека припаѓа некаде. Не може каде да се смести, не може каде да најде безбеден простор. А тоа доведува до анксиозност, повторно ќе речам, до социјално повлекување, до намалена самодоверба и во некои случаи до самоубиствени, до опасни мисли насочени кон себе си. Не е случајно што го извештајот насилството, вклучително и во дигитална форма, е поврзан со вакви последици. И тука приказката на Ана станува системска. Не е единечна, не е поединечна, не е само на Ана. Но она има и нешто охрабрувачко, а тоа е дека Ана се јави и тоа е клучно, затоа што ни покажува дека децата не сакаат да молчат и бараат некој да ги слушне, бараат некој да ги разбере без осуда. Затоа секој повик на ало бушавко значи дека некое дете избрало да не молчи. Оваа линија обезбедува безбеден простор, каде што може детето да проговори кога има потреба, може да не се чувствува само, без страх дека ќе биде осудено. Но ова не е само приказна за поддршка. И одговорноста не треба да заврши со јавувањето и тука. Од психолошка перспектива најмалку 4 работи се значени. Прво, и мислам дека ни се тргнати работите, би рекла, кон подобро се надавам. Прво, менталното здравје треба да биде системски приоритет. Не треба да биде приоритет на извештајот на меѓаши, на работата на психолозите, на поединци, туку системски приоритет. Особено менталното здравје на децата и на младите. На сите нас. 83 случаи не се само бројка, туку показател дека ни треба повеќе достапни сервиси и ни треба рана интервенција. Преведено во пракса, тоа значи дека стручните служби треба да се ослободат од административни обврски и да се посветат на тоа како што им гласи стручна служба во поддршка на децата, во поддршка на кадарот, за да може заеднички да градат здрава, безбедна средина. Второ, дигиталното насилство треба подетнато сериозно да се третира како и физичкото насилство. Како што постојат протоколи за постапување и да се следат, уште поважно, треба да постојат јасни протоколи како се постапува во случај на дигитално насилство. Треба да се работи на подобрување на координацијата помеѓу училиштата, помеѓу центрите за социјална работа и органите на редот. Знам дека постојат има и супер успешни случаи и треба можеби повеќе да се известува за тие како охрабрување, за да се развива таквата култура на соработка. Трето, образованието. И тука мислам дека имаме тргнато чекор понапред, мора да вклучува емоционална и дигитална писменост. Не е образованието само да ги учиме за предметите кои што постојат. Образованието треба да служи и да ги научи децата да станат свесни сами за себе, да станат емоционално компетентни, така ќе подобриме емпатијата, така ќе подобриме повеќе случаи како девојчето што сака да го спаси својот другар од самоубиство. И тоа значи заштита, тоа значи самосвест, а дигиталната писменост, која што е дел од лани веќе функционалната стратегија и новото Министерство за дигитална трансформација, за цајбер безбедност, дигиталната писменост е исто така психолошка безбедност. Не е дигитален писмено дете, не е само да знае што да прави на интернет, како да истражува на интернет, туку што е дозволено на интернет, како да го препознае насилството, како себе си да се заштити. Тоа се вештини кои што се неопходни во денешното живење.
И четврто, многу важно, треба да создаваме возрастни кои слушаат со разбирање, кои што не осудуваат. Бидејќи многу деца, како Ана, не зборуваат од страх дека нема да бидат разбрани. Девојчето од случајот кој што ни беше изложен, било избрало да се јави, затоа што сакало, ја знаело својата индивидуална одговорност. Пробало да разговара и со друг возрастен во кој што смета својот родител, во кој што требало да има доверба, не успело, но сепак повторно се јавува на линијата. И оттаму е многу важно линијата како ало душата да има долгорочна поддршка и институционална стабилност, затоа што таа линија е првата линија на доверба на која што се обраќаат децата кога немаат избор кому да се обратат во обид да си помогнат себе си и на некој свој близок. И на крај, овој извештај пак ќе речам не е само анализа, туку е сведоштво. Мора да се изрази како бројка, не можеме да зборуваме и да споделуваме лични податоци кои што меѓутоа за нив има животни приказни. Сведоштво дека менталното здравје на младите е сериозно засегнато, дека дигиталното насилство е реално и штетно и дека децата ни испраќаат сигнали, јасни и гласни, за жал, нема да речам често, но ќе речам игнорирани. Ако се вратиме на приказната на Ана, нејзината приказна не заврши со навредливите пораки, туку заврши со разговор, со поддршка, со надеж, со некој што беше таму и некој што ја слуша и постапи, како што е во случајот со детето со самоубиството. Секој дете има право да не се чувствува само и не треба да се чувствува само. Но наша заедничка одговорност е тоа да не биде само порака на пресконференција, туку да секој од нас во својата индивидуална одговорност да придонесе тоа да стане реалност. Само со градење на индивидуална одговорност стигнуваме до општествена одговорност. Со поттикнување на меѓусебни добри примери можеме да стигнеме до подобра атмосфера. Затоа што нема безбедно детство доколку нема безбедност и онлайн и офлайн. Ти благодарам, Јорданка. Да се придржуваме до агендата, па мислам дека имаме простор за поставување прашања, повелете. Сега може ли да наведете, каква конкретно процедурата доколку едно дете се јави за Да. Каква конкретно е процедурата доколку некој дете се јави дека забележи или дека дали тоа самото или некој друг случај некој има самоубиствени мисли, што меѓаш конкретно прави во тој момент, како се известуваат службите, последите ли понатаму случајот до целосно негово расчистување? Ви благодарам на прашањето. Значи, како што напоменав и предходно, со самото јавување операторите на линијата прават проценка на ризик од самиот јавувач. По извршениот разговор се утврдува ризикот и тежината на проблемот со кој што се соочува. Доколку станува збор за сериозно нарушување на детските права или поодреден ризик по животот на јавувачот, како што имаме повеќе примери, доколку се работи за итен случај кај што треба итна интервенција, веднаш се стапува во соработка со Министерството за внатрешни работи и во зависност со случајот, доколку треба и веднаш на терен се излегува. И исто така се алармираат и центрите за социјална работа, доколку има одредени индиции со самоубиствени мисли поврзано, меѓутоа не е директно животот ставен во ризик. Има повеќе случаи различни, секој индивидуално тежок, така да има и со злоупотреба на апчиња, злоупотреба на други супстанции, каде што